7. јануари 1945 година. Божик, најголемиот христијански празник. Македонскиот народ беше опиен од токушто извојуваната слобода во Втората светска војна. Денот беше можеби обичен како и сите други зимски денови во таа година, но во офицерскиот дом се случуваше еден голем настан за македонската младина. Се одржуваше вториот конгрес на Народно-ослободелниот сојуз на младината на Македонија, конгрес на кој присуствуваат 2000 делегати. Делегати од Македонија, од трите делови на Македонија, од Пиринска, Егејска, Вардарска Македонија, младината од сите југословенски федерални единици, младината на антифашистичките земји на Советскиот сојуз и на другите источни земји. Сите громогласно внатре во просториите на офицерскиот дом извикува на Берлин, на Берлин. Конечно се гледаше крај на Втората светска војна, во која антихитлеровската коалиција ги собираше ловориките на својата победа. Пред македонската младина беа поставени клучните задачи: обнова и изградба на разорнатата земја, учество во земјоделските и другите стопански работи, организирање акции за описменување, за подигање на општо културното и просветното ниво на народот и така натаму. Истовремено во еуфоријата на скованото братство и единство со југословенските народи и интернационалистичка слога со целата антифашистичка младина, се нагласуваше големиот долг на македонската младина кон татковината Југославија, учеството во завршните операции за нејзино конечно ослободување. Покрај другото, вториот младински конгрес беше одреден и за тоа да се убеди и да се организира македонската младина за масовно учество на Сремскиот фронт, односно за конечното ослободење на Југославија. Од друга страна, од телеграмата на Тито се спомнат исто така се апелира до младината на Македонија да зема учество на конечното ослободење на Југославија за пробивот на Сремскиот фронт. Од друга страна, дискусиите о самиот конгрес на младината и искажувањето на големата желба и признание за учеството, што сака да учествува младината во Македонија за Сремски род. Конгресот го поздрави и врховниот командант на Нофи Пои, Јосип Броз Тито, кој имаше посебен психолошки ефект. Во зовриената атмосфера на југословенското партизанство, смислено се градеше култот кон Тито, а младината извикуваше пароли дека ќе јурише до крај, до Берлин. Навидум секи беше во тој свечен чин и во тоа громогласно одвикување на Берлин, доколку горе на Скопското кале не се вознемирија духовите на македонските војници, на македонската војска, на луѓето кои 4 години во таа борба се надева дека конечно ќе дојде обединувањето на македонскиот народ. Во касарната на Калето, војниците кои се подготвуваа за артилерци со руски инструктори и оружје, наеднаш се вознемирија. Зошто се извикуваат таквите пароли? Каде ќе бидеме одведени? Во чија битка? Зарем ќе одиме на север, кога нашите браќа на југ и исток, во Грција и Бугарија, во Егејскиот и Пиринскиот дел на Македонија, водат антифашистичка национално-ослободителна борба? Кога е јасно дека само на тој начин македонскиот народ може да се здобие со правото на самоопределување, дека сега е историската шанса за негово обединување. Во касарната на Калето се вршеа кадровски смени. Наместо македонски, во војните единици беа поставувани српски и црногорски началници. Новите началници, очигледно заборавајќи дека се наоѓаат во слободната македонска држава, се фалеа дека повторно ќе се врати кралот. Зарем по толку борби за слобода, пак ли ќе се допушти инвазија на српството? Мојот татко беше учесник во Народно-ослободителната војна и по-конкретно во настаните околу Скопското кале, односно така наречениот бунт на македонските артилериски бригади во Скопје на Божик 1945 година. Она што се случи на плоштадот, додека се одржуваше конгресот на НОМС, младинскиот конгрес, и
Она што се случуваше во касарните не беше случајно. Револтот против српските експерти и подготвени кадри кои требаше да ги подучуваат нашите борци. Меѓутоа, знаете, се случувале некои работи кои во тоа време кое било премногу осетливо, време на мир и војна, бидејќи кај нас завршуваше војната, некаде во Југославија траеше војната, постарата генерација, значи на младите, исчекуваа дека нешто повеќе ќе се реши, бидејќи беше многу актуелно прашањето за обединувањето низ целата НОП, во сите повици, резолуции, манифести. Тоа прашање беше отворено бидејќи тоа беше составен дел на Македонската национална програма од поделбата од 1912-13 низ сите организации. Во касарната вриеше како во кошница. Македонските војници бараа да се исполни една од основните цели на национално-ослободителната антифашистичка борба на македонскиот народ во Втората светска војна, неговото обединување по трагичните делби во Балканските и Првата светска војна. Формирањето на Демократска федерална Македонија во рамките на Федерална демократска Југославија за најголемиот дел од македонските борци и македонскиот народ беше само важна етапа кон целосното решавање на македонското прашање, односно обединета Македонија, самостојно или во рамките на некоја поширока федерација на Балканот. Наспроти ваквите стремежи, големите сили ги прекројуваа балканските граници според своите стратегиски интереси и со пазарење кои не одеа во прилог на самоопределувањето на малите народи. И покрај овој несоборлив историски факт, артилериската бригада од Скопското Кале реши да ја земе судбината во своји раце. Се спротивстави на командата да оди на Срем во завршните борби за ослободување на Југославија и организира бунт кој многу подоцна во македонската историографија доби назив на станите на Скопското Кале. Јас сум стварно борец од Втора светска војна. Јас сум учесник на алтариите на побунта кога беше 45 година во Скопје. Алтариите беше субсидија, парадише од Калето према железниска станица и парадирше и манифестирше. Не одме за Сремски фронт, за Солон, значи се парадирше тоа. И јас тука фатих една таква идеја, јас бех млад човек, тој ги ска. Бех на 22 години човек. И јас бех идеалист, кога видех тие човеци оти за Македонија, јас фатих в моите душа да сум јас Македонец за Македонија. Во тој период, во дел од артилериските бригади стационирани на Скопското Кале, се побунија една група која организирано, наоружано, се симна од Калето пред домот пред офицерскиот дом кај што се одржуваше Вториот младински конгрес и бара да влезат во конгресот. Меѓутоа тоа не им беше дозволено. При тоа тие истакнаа паролата не на Срем, туку на Солун. За случувањето на Калето во Скопје, таа вечер ние не спаме. Еве, ко сега знам, не спаме како кажаа дека ќе се случи нешто. Ние седевме, меѓутоа, после, како што имам разберам дека генерал Апостолски отишол некоја стисил ситуацијата. Потpuno ми е познат случај и со генерал Апостолски на площада у Скопје бев на таа единица од артилериската бригада. 200-300 души беа. Прво мислам дека беше тоа гестаповска игра, да може да кацат со сојузниците. У Грција имаше 2 дивизии англиски и ние на ни да нападнеме. Да го взимеме Солун. Тоа беше глупост на квадрат. Према тоа, потпуно непријателска линија беше тоа. Разбира се, тие војници беа нашаднаци, нели?
a neko od njih pa i ne im se ovdje da ginat na Sremski front. Po sugestiji na apostolski, ja u Kalevcu, apostolski reče, čekajte, ovakvo pitanje vika ne može na ulici da go raspravam. Ajde idemo u kasarnici ili u Kale, će razgovaram. I neko rasprava дека u Kale koji kako ulevale već streljane, nema gluposti, nema jedan neucepan tamo. 4-5 deceniji po случувањата кои се случија на Божик 1945 година, ние имавме една официјална верзија на толкувањето на настаните, дека бунтот на војниците кој се случил на Божик 45 година бил штетен за македонскиот народ. Војните стратези, бројни историчари, официјални и така натаму, се до 1991 година дава едно толкување дека доколку би отишле на Солун, таму ќе не пречекаа сојузничките британски сили и дека тоа ќе беше крај за Македонија, дека ќе ги изгубивме и придобивките кои дотогаш ги стекнавме во текот на народно-ослободителната борба. Во тоа време, кога се уште не беше ослободена Југославија, кога се уште не беше завршена војната во Германија, со Германија, ние ако тргневме на Солун, то значеше дека треба да се судриме со сојузниците, на чија страна дотогаш бевме. Тоа е прва работа. Втора работа. Можевме ли ние да се носиме со грчката војска, која што беше добро вооружена, зашто таму веќе бе влезени англичаните, која можеше да брои од 800 до 1.000.000 војници, а ние имаме 100.000 војска, вооружена само со пушки, нешто пушко митралези и 10-20 митралези. Значи, ние ќе направевме тоа ако тргневме на Солун, да влезе англичаните овде, да го вратат крало Петар во Југославија, зашто ќе ја дестабилизиравме ФНРЈ и да го возобноват кралството на Југославија. Во тој случај ние ќе ја загубевме државата и ќе ја загубевме и нацијата во таков случај, зашто ќе бевме колонизирани потпуно. Дека сето она кој се спротивставувало на директивите на Југословенскиот центар, на Политбирото на ЦК-КПУ, сите оние кои ја нарушувале про-југословенската концепција за решавањето на македонското прашање, од тој момент почнува да се прогласува за непријатели на Македонија, за шовинисти, националисти, за некакви бугарски елементи и така натаму. Илија Ѓозеф, началник на известувачката служба на 15-тиот корпус, по 4-5 децении од случувањата ќе изјави: подготовките кои биле во тек кажува дека раководството било надвор од касарните. Значи имало цивилно граѓанско јадро. Факт е што по тој настан се позатворени голем број видни патриоти. Не била опфатена само артилериската бригада на Кале. Тука бил организиран и штипскиот гарнизон. Во една касарна имало и човечки жртви. Така, негодување кон наредбата да се оди на Срем имало и во други градови среде македонските единици. За тоа се сеќава и Никола Коларов, еден од судените во битолската група на ВМРО во 1947 година во Битола, кој вели: и во Базерник и во околината се јави отпор кај мобилизираните младенци за војска да одат на Срем. Тамошните позадинци открија дека јас сум ја расширил таа идеја. Тоа се случувало при крајот на 1944 година. Според мои сознанија, вели Илија Ѓозеф, бунтот требало да започне во моментот кога единиците ќе се стават во покрет кон север, односно кон Врање и Бујановац. Но водачот на бунтот, Александар Минчевски, избрзува со одлуката. На Ден Божик, 7 јануари 1945 година, околу 9 часот, артилериската бригада од Кале излегува на улиците на Скопје. Војниците парадно построени, со развеано знаме се упатуваат кон плоштадот. Громогласно одекнувало: Солун, Солун, не иќеме на Берлин, сакаме на Солун.
Заедно со топотот на цокулите се слушале песните "Напред браќа македонци", "Во борба" и други. На плоштадот се направил полукруг пред офицерскиот дом. Атмосферата била прегреана. Во хор, бунтовните борци го извикували името на нивниот командант, Михајло Апостолски. Да излезе пред нив, да им објасни. Апостолски веднаш реагирал. Пред Метропол им одржал кус говор, прашувајќи: "Војници, со мене ли сте?" "Да," рекле тие, "ние сме со вас." "И јас сум да идеме на Солун. Ајде да седнеме во касарната и таму да се договориме како и на кој начин ќе одиме на Солун." Неспорниот авторитет што го уживал Апостолски сред војниците ја смирил ситуацијата. Тој мирно ги вратил бунтовниците во касарната на Скопското кале. А вештина е командување управо у томе да ти успиеш да и од слабих војника, необучених војника, да створиш добре војнике, да онеобучени команданата створиш добре команданте и да организуеш напад тако да могу да добиеш битку, да можеш да добиеш битку, а да не претрпиш тешки губитки. Сем, наравно, нужни губитак, свака битка мора да има. Тој е, мислим, у том погледу може се говорити о Апостолском као добром војсковоđи, добром команданту. Генералот Михајло Апостолски успе мирно да ја врати војската во касарната. Во односно на станите на Скопското кале, кои ги опишуваат Светозар Вукмановиќ Темпо и Лазар Колишевски во разговарите со Клјакиќ, има известни неусогласености и во датумите, и во смирувањето на настаните и така натаму, но индикативно е оценката на Светозар Вукмановиќ Темпо, каде тој ги омаловажува овие македонски борци, сметајќи ги јас вика дојдов следниот ден на 8 јануари, дошол во Скопската касарна, вика јас ги построев, им одржав еден строг говор, како не ви е срам, виков ја видов војската распашана, растурена и така натаму, дава една слика на војна недисциплина, на една, дека тие борци биле туги елементи, нека не знаеле што сакаат, па вика вие цел живот во војната не испукавте ни еден куршум, а сега ете наедна станавте големи македонци, па барате и се спротиставувате на наредбите на военото раководство. Значи, воопшто неговата слика за сето она кој за македонските војници кои ги затекнал таму е многу негативна, многу лоша. Додека се земат, мислам претходно, ако ги земите разговорите на Апостолски кој ги дава интервјуата негови и така натаму, ќе се види дека се работело за војници кои извонредно брзо ги совладувале воените вештини, кои биле добри и дисциплинирани војници во таа воената обука која се спроведувала Скопското кале, така што не држат тие оценки. Исто така, кога ќе се споредат оценките на Темпо со оценките на Пецо Трајков, полковникот од Егејска Македонија по потекло, кој исто така еден голем македонски патриот, кој заедно со македонските доброволци ја предводел, бил командант на бригадата Гоце Делчев која доаѓа во Македонија, неговата слика е сосем поинаква. Тој дава слика на македонски патриоти кои со огромна радост дошле во Македонија да помогнат за конечното ослободување на својата татковина. По 4-5 децении, Лазар Колишевски, тогаш прв партиски човек во Македонија, за овие настаник изјави: "Во завршните борби за ослободување на Македонија, во времето додека ја создававме Македонската република и ги средувавме состојбите во земјата, ни се противставија остатоци од поразените реакционерни сили. Логичен израз на политичката битка и победата на линијата на Комунистичката партија на Југославија беше формирањето на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, која што на својата прва седница можеше да донесе одлуки за натамошниот разговор на востанието. Израз на тоа беше масовното разраснување на востанието, посебно во Дебарца, Тиквешко, Кумановско. Населението во пролета на 1943 година масовно се крена во борба против окупаторот. Масовноста на востанието, силните удари што нашите партизански му ги нанесуваја на окупаторот, се поголемата слободна територија, го постави на дневен ред и создавањето на покрупни војни единици, односно создавање на Народно-освободителна војска на Македонија. Индикативно е тоа што
кога се случуваат овие настани, кога треба да се расчистува со учеството, односно со бунтот на македонските бригади како воен бунт кој морал да биде санкциониран, никаде не можете да го најдете македонското државно раководство на чело со Методија Андонов Ченто. Секаде се јавува Лазар Колишевски, партискиот секретар, значи политичкиот секретар на КПМ, расчистив со ова, превзедов ова направивме во Касарната, организиравме наши лојални луѓе за во Касарната, во Штипка, да кажам и така натаму. Го нема Ченто, го нема Кирил Петрушев, повереникот за внатрешни работи. Никаде го нема државното раководство. Тоа е потиснато на сметка на корпусот на одбраната, односно на сметка на ОЗНА и на партиското раководство. Значи, директно со овие настани расчистува партискиот секретар, а не државниот, односно раководител на македонската држава, и тоа може да се види ни сите. Многу интересни е тоа во книгата која Клјакиче пишува за Колишевски, во разговорите со Колишевски, секаде Колишевски станува: јас направив ова, јас презедов ова, јас расчистив со ова, веднаш проведовме телеграмата на Тито за да се расчисти со учесниците во бунтот и така натаму. Значи партијата со ОЗНА во спрега се создава една партиско-полициска држава која расчистува со настаните и односно со учесниците на Скопското кале. Но генерал полковникот Тодор Атанасовски на прашањето Солун или Срем, меѓу другото ке каже: тогаш во тоа време Господ да не му даде кој не сакал Македонија да биде цела. Но знаете што ќе се случеше ако тргневме на Солун? Тогаш ќе изгубевме Македонија. Војнички сосема ќе изгубевме Македонија. Знаете ли тогаш какви се договори не беа направени меѓу сојузниците? Ние не можевме да ја задржиме сојузничката војска на границата, а ќе ги упропастевме и тие придобивки што веќе ги имавме. Редакторите на објавените документи на станите на Скопското кале во предговорот се децидни дека немирите се тесно поврзани со прашањето за целосно обединување на Македонија. Меѓутоа се согласуваат со оценките на Апостолски и Атанасовски дека тешко можеле да се спротивстават на британскиот интерес во Грција, зацврстен со договорот во Москва меѓу Черчил и Сталин во октомври 1944 година. Сојузното војно-политичко раководство било крајно вознемирено од случувањата во Македонија. Јосип Броз Тито веќе претходно бил предупреден од представниците на британската мисија во Македонија да не дозволува ширење на идеи и акции кои ќе го загрозат британскиот интерес во Грција. Со други зборови, биле вознемирени од барањата на македонската војска, на македонското државно раководство и на македонскиот народ за обединување на Македонија. На големиот митинг на плоштадот во Скопје, на 10 јануари, командантот на Генералштабот на Народно-ослободителната војска на Македонија, Михаил Апостолски, соопштува дека 15-тиот корпус на македонската војска ќе се бори за уништување на фашистичките сили во Југославија, во Берлин да го постават знамето на Југославија. Добихме наредба од врховниот командант да комесарот на главниот штаб и јас отидеме во Белград да реферираме за положбата во ситуација и за проблеми кои постојат по ослободувањето на Македонија. После реферирањето кое го кај другарот Тито во Белград, тој ја разгледа и ја објасни целата положба на фронтовето или на фронтот во Југославија и ни даде налог да ние во Македонија подготвиме еден корпус од 2 дивизии. Тој веднаш посебно нагласи да бројното стање на дивизиите треба да биде приближно на бројното стање на дивизии од Втората светска војна што ги имаа сојузниците. Тоа значи дивизиите да броја околу 10.000 души. Ние таа команда или таа наредба ја примихме, морам да кажам, и денеска после 30 години со едно големо задоволство, зашто видехме со тоа ќе можат македонците да го дадат својот прилог до конечното ослободување на Југославија. Но пушта нестивнатите превирања и гонењата на побунетите во Скопје, на 14 јануари дошло до побуна на еден батаљон на 20-та бригада од 50-та дивизија од гарнизонот во Штип, кога се дознало за наредбата за заминување на бригадата од Штип кон Куманово и натаму на фронтот во Србија. Под паролата на Солун,
Побунетите војници побарале продолжување на војната за ослободување и обединување на Пиринскиот и Приморскиот дел од Македонија. Имено во старата касарна во Штип се побунила бригадата. Војниците излегле надвор во кругот на касарната, извикувајќи "Не сакаме на Сремскиот фронт, сакаме на Солун". При тоа вели Колишевски, ги мобилизиравме сите членови на партијата и на Ској во градот. Во Општинскиот комитет на Сојузот на комунисти, тогаш секретар беше Ангел Чемерски. Таа ноќ, за последен пат, во кругот на касарната на побунетата бригада, упативме луѓе активисти да се обидат да ги смират војниците. Киро Михајловски Груица, Стојан Бочваров и уште неколку другари од Озна, другарите Мито Мицајков и Васил Златев. Јас бев во кругот на касарната. Излеговме пред бунтовниците. Се обидовме да ги смириме, но една група војници не сакаше да слуша. Членовите на мисиите веднаш ја известуваат својата централа во Белград, шефот на мисиите Фицрој Меклин, во кој што го известуваат дека во Македонија се настанува бунтување поради тоа што одредени единици не сакат да одат на Срем, туку сакат да одат на Солун. Позната е со побуната на војниците на Калето и во Штип, во кој што реагира високополитичкото и военото раководство на нов ИПОМ на Македонија со цел да го спречи тоа да земе поголеми размери. Меѓутоа мора да се има во предвид дека во позадината на сето тоа стојат исто така и извештаите на британците кои што со своите известувања во суштина настојуваат да го мотивираат Тито да преземе мерки во однос на идејата да се оди на Солун. Во ноември месец се повлекуваат германските сили од Грција, што значи во Грција нема германци, Грција е ослободена од германците, доминантна воена сила во Грција се силите на Елас. А во тој период треба да се има во предвид дека Грција е членка на антихитлеровската коалиција и дека ако дојдеше до некој судир меѓу македонските партизани и единиците на Елас или националната армија во Грција, можеше да настане меѓународен судир во рамките на самата антихитлеровска коалиција. За бунтот на војниците во Македонија веднаш бил известен Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, кој реагирал со барање демонстрантите да се разоружаат и да се пратат на присилна работа од еден месец. Сите организатори да се уапсат, да се спроведе истрага и да се изведат пред воен суд. Колишевски ги презел директно работите во своји раце. Сите раководители и организатори на демонстрацијата биле ставени под истрага на Озна, а потоа предадени на војниот суд. Особено е трагичен настанот на безмилосното каменување на тројцата млади војници во Штипската касарна од ноември 1945 година. Извештајот на Вера Ацева, која неколку дена по немилиот настан пристигнала во Штип, дава извонредно автентичен опис на атмосферата на предизвикување хистерија за линч. Еден другар ми кажа дека во црквата Свето Благовештение се собрани мајките на паднатите борци. Тргнав да појдам да се видам со тие мајки. Патем размислував како ќе ме прима мајките, бидејќи месниот комитет на чие што чело јас стоев, на многу од нив им ги собравме децата уште 41 година и ги испративме во партизани. Сега јас се враќам жива, а нивните деца останаа на бојното поле. Нашата борба беше кристално чиста, како солза чиста. Во Македонија управо не успеа да бида изедени децата на револуцијата. Немаше убивања, мислам. Али затоа имаше отстранување. Ацева наведува дека на митингот на артилериската бригада во Штип биле убиени тројца војници, прогласени од страна на партијата за реакционерни елементи. Вината на каменуваните била само тоа што тие биле за Солун. Всушност, млади луѓе кои барале обединување на Македонија.
Откако политкомот ги посочил кои се тие лица, војската нагрнала и линчувала двајца на лице место, а едниот го извлекла од касарната. Ваквиот јавен линч без судење оставил црна дамка во тукушто ослободената македонска држава. Според повеќето сведоштва, побунетите единици набргу биле разоружани, а главните учесници задржани во истражниот затвор до одржувањето на главниот претрес на 27, 28 и 29 април 1945 година. Иако првиот претрес, се уште недоволно подготвен, бил одржан веднаш на 29 јануари. Пред војниот суд на Скопската војна област биле изведени 39 лица поради организирање и учество во отворен бунт против установениот ред поредок на Народно-слободителната војска на Југославија. За кривична одговорност беа земани истакнуваните пароли против одењето на Берлин, а за Солун, квалификувани како предавство на народните интереси на самата борба. Обвинетите организатори, потикнувачи и непосредните учесници, војниот суд на тајно судење ги прогласи за виновни и осуди 34 лица. 12 лица на смрт со стрелање, 13 лица на долгогодишни затворски казни, а 5 лица беа ослободени од обвинението. Војниот суд при Штипската војна зона изрече смртни пресуди на 6 лица кои беа извршени. Може би не директна, но индиректна последица на случувањата на Скопското кали на бунтот на македонските артилериски бригади беа ликвидациите во неколку македонски градови кои се случија на 15, 14 и 15 јануари истата 1945 година. Се работи за масовните ликвидирања во Куманово и во Велес. Во Куманово се предпоставува дека биле од 48 некаде до 54, точно не се знае нивниот број, бидејќи гробницата до ден денес не е пронајдена на ликвидираните граѓани од Куманово и Кумановско, додека во Велес биле ликвидирани 53 граѓани без судска пресуда, прогласени како непријатели. И може би овие настани кои се случиле на Скопското кале го предизвикале гневот на ОЗНА и на партиското раководство да превземе еден ваков крвав чин без судски пресуди да бидат ликвидирани овие граѓани. Дел од нив на вистина сноселе вина за соработка со окупаторот. И доколку се суделе, сигурно ќе биле осудени на смрт, бидејќи во тајакви војни времења нема простување за оние кои биле на страната на окупаторот, кои вршиле злодела врз својот народ. Но се работи за голем дел на невини граѓани кои биле ликвидирани на Велес и кои не доживеале правично едно судење. По нивната ликвидација, нивните роднини доаѓаат кај Методија Андоновченто и го прашуваат: вие ни ветивте дека за секи има правна држава, дека ќе има фер судење, а вие ги ликвидиравте нашите блиски. Ченто бил шокиран и изненаден од таковскиот злосторнички чин. Дори кажува дека отишол да се пожали кај Лазо Колишевски и Колишевски само го одговори: знаеш, што е така по сугестија на Кардель, партијата се сложува да биде ликвидирани, а Ченто бил згрозен од таков злосторнички чин, бидејќи вика уште поголем е злостор некого да го убиете без да му дадете шанса за праведно судење. Исто така и Кирил Петрушев, кој бил повереник за внатрешни работи, за овие ликвидации разбрал од роднините на убиените граѓани. Замислете си, 4-5 децении роднините на убиените не смееле да прашат ни каде е гробницата. Дури 94-5 година таму почнува барањето на гробницата во Велес,
а гробницата во Куманово се уште не е откриена. Јас колку знам, овој случај во Велес и еден во Куманово имаше таков случај, стрелани луѓе. После ослободувањето тоа се случи и без друго тоа треба да се расчисти до крај. Меѓутоа, морам да кажам дека уште тогаш беше осудено таквиот начин на стрелање, затоа што тие луѓе не бе судени. Тие луѓе не морало да биде осудени сите на смрт. Некои ќе биле осудени, ако биле сите непријатели, на одреден рок во затвор, а не да бидат стрелани. Ликвидираните граѓани биле од различни социјални средини, со различна улога во предвојниот и војниот период. Интелектуалци, членови на ММТРО, на ВМРО, селани, контрачетници, соработници на окупаторот, патриоти, иматели на собственост и така натаму. Истовремено со овие ликвидации, екипи на ОЗНА требало да извршат масовни убиства на затворените граѓани во повеќе градови на Демократска федеративна Македонија. За среќа тоа било спречено, а затворениците били изведени пред суд, иако и судовите суделе по партиска директива, а не според кривично дело. Бројни македонски патриоти завршија низ затворите и логорите на Титова Југославија, прогласени за непријатели на југословенското братство и единство, како сепаратисти, автономисти, ВМРО-вци и така натаму. Од документите објавени за Скопското кале, немало масакар, но не може да се тврди дека немало никој стрелан. Значи, имало ликвидирање, имало убиства кои се случувале подоцна, додека во Штипската касарна осудените на смрт се ликвидирани и 6 мина од Валандово, граѓани од Валандово се убиени во Штип. По смирувањето на побуната на војниците, за да се намали притисокот со барањата на Солун, македонските единици беа пренасочени кон Срем. Македонскиот народ, во залог на нова Југославија, требаше да даде жртви за незиното ослободување и на тој начин да го зајакнува братството и единството со југословенските народи. Веќе на 10 јануари, врховниот командант издава наредба за префрлање на 15-тиот македонски народно-ослободителен ударен корпус на Сремскиот фронт под паролата на Берлин. Индикативно е тоа што дел од македонските војници кои биле одведувани на Стрем некаде кај Врање ги натерале да го остават оружјето. Кога стигнале на Стрем, се јавил еден од командантите, вика брзо, германците стигнаа кај Стремска Митровица, треба веднаш да влезе да се борите. И тогаш излегол Илија Ѓозеф, рекол, но ние немаме оружје. Како, вика, зар вие сте малумни, како сте дошле до тука без оружје? Вика, оружјето не натера, за тоа ќе го прашате другарот Темпо. Оружјето го ставивме во Врање. Значи, тоа е една таква епизода која зборува дека се така не било фино, немало стрелајна, легално биле судени, пат помилувани така натаму. Да, биле тие помилувани, но не знаеме за другите жртви кои навистина биле паднале како последица од случувањето на Скопското кале. Загубите на 15-тиот македонско народно-ослободителен корпус на Сремскиот фронт изнесуваат приближно 1674 загинати, 3400 ранети и 378 исчезнати борци и старешини.
Посебно сакам да нагласам дека настаните на Скопското кале, како чин кој беше припишуван на одредени туги шовинистички елементи кои сака да го нарушат југословенското братство, единство и така натаму, и кои сака да ја рушат Титова Југославија, од еднешен аспект сосема не држат, бидејќи Југославија е 20 години веќе една историска творба која не постои, ја нема. Време е веќе да се симне таа гнасна оценка и етикетирање на овие луѓе дека биле туги пробугарски елементи. Колку нивниот идеал за обединета Македонија да бил нереален во целите тие услови, колку тие да јуришале некаде во ветрот и така натаму, сепак овие настани мора да се оценат како еден патриотски чин на македонците кои во најневозможни ситуации не сакале да се откажат од својот национален идеал, а тоа било обединувањето на Македонија. За тоа обединување и за таа Македонија гинеле бројни синови на овој народ.